Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на глава 3 од посланието на апостолот Павле до христијаните во Филипи. Предходниот пат стигнавме до стих 15. Во оваа глава темата е награда за христијанскиот живот. Односно, апостолот пишува за тоа каква награда ги чека оние кои докрај ќе останат верни на Христос. Но пред да пишува за наградата, тој го објаснува неговото минато и кои беа нештата што ги ценеше пред да се сретне со Христос. Потеклото, семејството, религиозната позадина и достигнувањата беа нештата кои за Павле беа најважни во животот, сето дека него сретна Исус на пат кон Дамаск. Во тој момент, вредностиот систем на апостолот целосно се промени, односно, тој доживеа духовна револуција. Тоа негово искуство е објаснето во првите 9 стихови. Потоа, во стиховите 10 до 19, Павле ги опишува неговите сегашни и идни желби и стремежи. Во стих 14 се вели: трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Мислам дека таа желба да го добие Христос како награда за Павле беше главна мотивација за се што правеше во животот и службата. Патем, во стихот што го прочитав, Павле се споредува со атлетичар, кој трча за награда. Можеме да претпоставиме дека тој бил сведок на Олимписките игри кои се одржувале во тоа време. Во градот Ефес имало огромен амфитеатар, а според историските записи, таму се одржувале Олимписки игри. Од тоа што го читаме во Новиот Завет, дознаваме дека апостолот живеел во Ефес 3 години. Така што сигурно бил запознаен со тоа што се случува на Олимпијадата, и тоа е особено јасно од читањето на неговите посланија, во кои на неколку места користи илустрации поврзани со Олимписките игри. Павле не трчаше за да го придобие спасението, бидејќи веќе го имаше добиено преку вера во Христос. Спасението не може да се заслужи. Или го имате преку вера во Христос, или го немате. Тоа е подарок кој се прима со вера, а не награда која се заслужува со делата. Легалистите во времето на првата црква сметаа дека спасението може да се заслужи преку обрезание. Затоа размислувавме во некоја од предходните епизоди, а Павле јасно кажува дека Евангелието е радосна вест за спасението кое ни е достапно само преку вера. Подарокот кој Отецот ни го дава е вечен живот во Христос Исус. Всушност, самиот Исус е нашиот подарок. Кога некој ќе ви даде подарок, вие не треба да го заслужите тоа што ви е дадено, туку само да го прифатите и да бидете благодарни. Кога некој ми дава подарок за роден ден, или пак сака да ме благослови поради некоја друга причина, јас не и велам на таа личност: како да го заслужам тоа што ми го даваш? Туку се заблагодарувам и го земам подарокот. Тоа е она кој и Бог го очекува од нас, да го прифатиме спасението што ни го нуди преку Христос. Откако се сретна со Христос на патот кон Дамаск, Павле поверува, се покаја и го прими вечниот живот. Сега вели дека трча напред за да го придобие Христос. Што значи тоа? Моje лично мислење е дека тоа се однесува на моментот кога ќе застане пред него. Се што правеше Павле, го правеше во контекст на таа средба со Христос. Тој сакаше да не се посрами во моментот кога ќе се сретне со својот Спасител во вечноста. Во 1 Јован 2:28 пишува: и така, чеда, останете во него, така кога ќе се јави тој, да имаме смелост и да не се посрамиме од него кога ќе дојде. Денес многу христијани зборуваат за тоа како одвај чекаат Христос повторно да се врати на овој свет и да ги земе кај себе. Но кога само би знаеле што значи второто Христово доаѓање, мислам дека барем дел од нив ќе сакаат да се одолговлечи. Ако мислите дека можете да живеете во грев и дека нема да се посрамите кога Христос ќе се врати, се лажете. Дури ако сте Божјо дете, живеењето во грев подразбира дека сте непослушно дете и нема да ви биде сеедно кога ќе се сретнете со Господ Исус. Оние кои исповедаат вера во Бог треба да внимаваат како живеат, за да не се посрамат кога ќе се појават еден ден пред својот Создател. Токму тоа го правеше и апостолот Павле.
Во контекст на овие зборови, сакам да ве поттикнам сериозно да размислите како го живеете својот живот. Ако живеете во грев, сега е време да се покаете и да се промените. Побарајте сила од Бог за тоа и тој ќе ви ја даде. Време е да продолжиме со читање на посланието. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај посланието до Филипјаните, глава 3, стих 15. Еве што пишува таму. Ние, кои сме пак совршени. Ова се почетните зборови од стих 15. Што мисли Павле кога вели ние кои сме пак совршени? Зарем Павле сметаше дека е совршен? Не знам за вас, но јас не познавам ниту еден совршен човек. Познавам неколкумина кои велат дека се совршени, ама се далеку од тоа. Пред некое време разговарав со еден човек кој ми кажа дека го достигнал врвот на осветувањето. Но неговата сопруга не се согласи со тоа. На што мисли Павле кога вели ние кои сме совршени? Зборот преведен како совршени не се однесува на моралната и духовна совршеност, туку повеќе се однесува на зрелост. Апостолот Павле се вбројува во оние кои се духовно зрели и мислам дека со право го вели тоа. Дозволете ми да ви го објаснам зборот зрелост со една илустрација поврзана со внук ми. Кога се роди, внук ми беше едно од најубавите бебиња во светот. Но сега е пораснат и не е веќе бебе, туку младо момче. Неговите тело и ум се развиваат и созреваат и тоа е добро. Ако останеше мало бебе, сите ќе знаевме дека нешто не е во ред со него. Тој расте и притоа созрева како личност. На тоа мисли Павле кога вели дека е меѓу совршените, односно зрелите, дека е дел од оние кои духовно созреваат во верата. Ке го прочитам целиот стих. Ние, кои сме пак совршени, мислиме така. Ако пак нешто инаку мислите, Бог и тоа ќе ви го открие. Со други зборови, апостолот вели дека тој и другите кои се зрели во верата како него, мислат на одреден начин. Но ако има некој друг кој се противи на Евангелието, на таквите Бог ќе им ја открие вистината. Врз основа на тоа што го пишува во Библијата, а и од моето лично искуство, можам со сигурност да ви кажам дека е подобро да ја прифатите вистината на време, отколку да бидете тврдоглави, и Бог да мора да ви ја открие на начин кој можеби ќе биде болен. Во Псалм 32:9 пишува: Не бидете како конј или како маска, кои немаат разум, чија дивина со узда и оглавник се скротува за да ти се покоруваат. На вас останува да одлучите дали ќе ја прифатите Божјата вистина и Божјата волја и ќе живеете согласно, или пак ќе бидете како конј или маска и Бог ќе треба да ви стави узда и оглавник за да се покорите. Слушнете што вели во стих 16. Но само да го држиме она до кое достигнавме, да бидеме едномислени и по истото правило да продолжиме. Павле им вели на христијаните во Филипи: сакам да си поставите една цел во животот, а тоа е да продолжите да трчате напред. Забележете што вели во стих 17. Следете го мојот пример, браќа, и гледајте ги оние што живеат според образецот што го имате во вас. Колку би сакал да можев да го кажам тоа, да ги повикам другите да го следат мојот пример. За разлика од мене, Павле можеше да ги повика другите и да им рече: ако сакате да знаете како да живеете, следете го мојот пример. Тука не станува збор за имитирање, туку ги повикува да му дозволат на Христос да живее преку нив, како што и Павле го прави истото. Не само тоа, туку во вториот дел од стихот тој ги повикува христијаните во Филипи да учат и од зрелите верници кои се дел од нивната заедница. Затоа велам дека христијанскиот живот треба да се практикува во контекстот на локалната црковна заедница. Иако во овие епизоди од време на време критикувам некои цркви, а некогаш кажувам што не е во ред и со црквата како Христово тело, сепак сум убеден дека христијанскиот живот мора да се живее во контекстот на духовната заедница. Кога велам црква, не мислам на храмовите, туку на луѓето, бидејќи вистинското значење на зборот црква не се однесува на зидовите, туку на верниците. Христијаните не можат да живеат според Божиот план и волја за нивните животи,
доколку не се активни посетители и членови на локална црква, во која верно и редовно се проповеда Божиот збор. Знам дека има нешта кои можеби ни пречат во локалната црква, но тоа не треба да ни биде повод за да ја напуштиме. Наместо тоа, поттикнати од Божјата љубов и сила, треба да се трудиме да го поправиме тоа што не ни се допаѓа во црквата. Во стих 17, Павле вели дека треба да се угледуваме на другите христијани. И затоа велам дека црквата е од исклучителна важност за созревањето на верникот. Без активно учество во локалната заедница, верникот не само што не може да расте и созрева, туку прашање е и дали воопшто ќе остане во верата. Ќе продолжиме со читање. Стихови 18 и 19. Зашто мнозина, за кои често сум ви зборувал, а сега дури и со солзи говорам, постапуваат како непријатели на крстот Христов. Нивниот крај е погибел, нивниот Бог стомакот, а славата во нивниот срам. Тие мислат за земните работи. Ова значи дека и во времето на апостолот Павле имаше луѓе кои ја исповедаа верата во Христос, но по некое време се одрекоа од него и живееа сосема спротивно на неговите зборови. За таквите, Павле вели дека го имаат својот стомак за Бог, односно, тоа значи дека живеат според личните и себични апетити и амбиции. За жал, и денес има луѓе кои не го одрекуваат Христос со зборови, но го одрекуваат со делата. Тие се нарекуваат христијани, а денарот, сексот, алчноста, желбата за слава и популарност, а и други такви нешта се нивните богови на кои се поклонуваат во срцето. Можам да набројам и други примери на богови и идоли на кои им се поклонуваат, дури и оние кои се нарекуваат со Христовото име. Нивните срца се насочени кон земните богатства и вредности. Зборовите им пренесуваат една порака, а делата сосема друга. За таквите луѓе Јаков пишува: и така, верата, ако нема дела, сама по себе е мртва. Но некој може да рече: ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја својата вера без дела, а јас преку моите дела ќе ти ја покажам мојата вера. Лицемерно е да се исповеда и проповеда Христос, а да се живее спротивно од неговите зборови. Зборовите и делата на христијаните треба да бидат водени од исти вредности. Вистина е дека спасението се добива според вера, но верата која спасува, исто така произведува и свети дела. Не може некој да каже дека верува во Христос, а да го има својот стомак за Бог, односно да се води според личните апетити и телесни страсти. Секој кој е во Христос живее за да му угоди на Христос и неговиот ум не е насочен кон земните, туку кон небесните нешта. Со тоа доаѓаме до последниот дел од оваа глава. Ке го прочитам стих 20. А нашето жителство е на небесата, од каде што го очекуваме и Спасителот, нашиот Господ Исус Христос. Сакам да појаснам дека кога пишува за жителство, апостолот Павле првенствено мисли на припаѓање на царството, но и поведение кое доликува на оние кои се дел од царство. Зошто Павле пишува за жителство? Мислам дека историскиот контекст ќе ни го даде одговорот на тоа прашање. Во тоа време градот Филипи важеше за така наречена римска колонија. Во него, Рим ги населуваше пензионираните генерали, кои во голема мера придонесоа за воените успеси на империјата. Градот наликуваше на Рим во некои аспекти, и затоа сите кои живееа во него беа горди на тоа и се фалеа со своето жителство. Имајќи ја таа информација на ум, апостолот Павле им кажува на христијаните во Филипи колку небесното жителство е поважно и повозвишено од нивното жителство во Филипи. Како што Филипи беше колонија на Рим, така и црквата е колонија на небесното царство. Затоа, како представници на Божјото царство, ние треба да бидеме внимателни какво е нашето сведоштво и кој е впечатокот што го оставаме кај луѓето од светот. Повикани сме да бидеме Христови амбасадори и се надевам дека сериозно ќе му пристапиме на тој повик. Со тоа ќе го завршиме денешното проучување. Наредниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. До тогаш, Бог нека ве благослови.
Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.